Здраво и добре дојдовте назад на каналот Германски јазик онлайн. Денес продолжуваме со нашиот B2 германски курс и ќе зборуваме за една многу важна тема, а тоа е Nomen, Verb, Verbindungen. Ова се фрази кои германците ги користат постојано, а ако ги знаете, вашиот германски ќе звучи многу поприродно и попрофесионално. Подгответе се, земете тетрадка и ајде да започнеме. Значи, денес учиме за споеви на именка со глагол или Nomen, Verb, Verbindungen. Можеме да започнеме. Единствена тема која денес ќе обработуваме е споеви на глаголи со именки. Ова предавање е поврзано со претходното, па ако не сте го гледале, ви го препорачуваме. Nomen, Verb, Verbindungen или споеви на именка со глагол. Што се тоа Nomen, Verb, Verbindungen? Тоа се фрази составени од именка плюс глагол кои заедно имаат фиксирано значење. Тоа се исто така глаголско-именски изрази кои најчесто имаат значење слично на еден глагол. Например, eine Entscheidung treffen има слично значење со глаголот entscheiden. Во превод на македонски јазик да донесеш некоја одлука. Зошто во Nomen, Verb, Verbindungen има и глагол и именка? Глаголот често има мало лексичко значење, например, глаголот machen, treffen, bringen, geben, kommen, stehen и ziehen. Овие глаголи веќе го знаете преводот. Именката го носи главното значење на целиот израз. Тоа значи дека Nomen, Verb, Verbindungen често може да се замени со еден едноставен глагол. Ке видиме примери, во левата страна на табелата ќе имаме едноставен глагол, а во десната страна спојна именка плюс глагол. Глаголот entscheiden или одлучува, eine Entscheidung treffen донесува одлука. Со плава боја ни се означени глаголите, а со црвена именките. Beeinflussen влијае, Einfluss haben има влијание. Bewegen подмрднува, in Bewegung setzen става во движење. И уште еден глагол ansprechen спомнува нешто, како спој со именка би кажале zur Sprache bringen да покрене некое прашање. Одиме понатаму. Која е поврзаноста меѓу Nomen, Verb, Verbindungen и Nominalisierung, што го учевме во минатото предавање? Nomen, Verb, Verbindungen е посебен тип на Nominalisierung, во кој номинализираниот глагол се комбинира со друг глагол. Или од сложен глагол преку Nominalisierung се формира именка, а потоа таа именка се спојува со обичен глагол за да се формира овај израз. Значи, како што кажавме, Nomen, Verb, Verbindungen е еднакво на Nominalisierung плюс Verb. Одиме понатаму. Која е разликата меѓу Nomen, Verb, Verbindungen и Nominalisierung? Nominalisierung nije обичен збор, а Nomen, Verb, Verbindungen nije фраза на спој именка плюс глагол. Понатаму следна
Разлика е тоа што номинализирунг е именка изведена од глагол или придавка, а Nomen-Verbindungen е комбинација на именка плюс глагол. Трета разлика, номинализирунг се користи како именска конструкција, а во другиот случај имаме користење во глаголска конструкција. Не секоја номинализирунг е Nomen-Verbindungen, а секоја Nomen-Verbindungen мора да содржи номинализирунг. Ова е главната разлика. Одиме понатаму како втор дел во ова видео типови на Nomen-Verbindungen. Какви типови постојат? Зависно од тоа што опишуваат. Во следните минути ќе видиме кои групи постојат во германскиот јазик и ќе прочитаме различни примери. Прв тип ни се оние кои опишуваат состојба или емоции. Например, Angst haben, има страв, или Interesse haben, има интереси. Например, ich habe Angst vor der Prüfung, имам страв пред испитот. Втор тип се оние кои опишуваат процес или акција. Например, eine Entscheidung treffen, донесува одлука. Да видиме пример реченици. Hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Тој донесе важна одлука. Овде зборуваме во минато време. Трет пример, оние кои опишуваат комуникација. Например, eine Frage stellen, поставува прашање. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Може ли да ви поставам прашање на вас? Четврт тип се оние кои опишуваат промени или резултати. Например, in Bewegung setzen, става во движење. И реченица како пример би ја кажале hat das Projekt in Bewegung gesetzt. Тој го стави проектот во движење. И петти тип е оној кој опишува влијание или однос. In Verbindung stehen, во превод на македонски е во контакт или во врска. Например, wir stehen seit Jahren in Verbindung. Ние сме во контакт веќе со години. Шести тип се оние кои опишуваат правни или формални работи. Например, zu Verfügung stehen, или во превод стои на располагање. Например, uns stehen nicht Ressourcen zur Verfügung. Немаме ресурси на располагање. Одиме понатаму, сега со повеќе примери. Прв тип, entscheiden, planen oder handeln. Од левата страна имаме глагол, во средината именка и од десно ќе прочитаме примери. Глаголот entscheiden плюс именката die Entscheidung добиваме eine Entscheidung treffen, донесува одлука. Глаголот ergreifen презема именката die Maßnahme мерка, Maßnahmen ergreifen презема мерки. Planen плюс der Plan добиваме einen Plan machen, прави план. Versuchen се обидува. Der Versuch обид. Einen Versuch unternehmen, прави обид. Entschließen одлучува. Der Entschluss одлука. Der Entschluss fasen донесува одлука. Значи овие именки кои ги гледате
Во оваа табела се номинализирунг. Вториот тип имаме комуникацион. Да видиме некои примери. Фраген плюс ди фраге. Eine Frage stellen. Поставува прашање. Sprechen плюс die Sprache. Zur Sprache bringen. Спомнува. Antworten. Одговара. Die Antwort. Одговор. Eine Antwort geben. Дава одговор. Mitteilen. Соопштува. Die Mitteilung. Сообщение. Eine Mitteilung machen. Дава сообщение. Absagen. Одбива. Die Absage. Одбивање. Eine Absage erteilen. Одбива. И уште еден пример. Zu sagen. Ветува. Zu sagen има повеќе значења, но во овој случај ветува. Die Zusage. Ветување. Eine Zusage machen. Исто значењето е ветува. Одиме со трет тип. Emotionen oder Zustände. Fürchten. Се плаши. Die Angst. Straf. Angst haben. Има straf. Interessieren plus das Interesse. Interesse haben. Има интереси. Hoffen. Се надева. Die Hoffnung. Надеж. Добиваме Hoffnung haben. Има надеж. Fühlen. Чувствува. Das Gefühl. Чувство. Gefühle zeigen. Покажува чувства. Четвртиот тип. Recht oder Formalität. Treten. Die Kraft. Стапува и сила. In Kraft treten. Стапува во сила. Втор пример. Verfügen. Располага. Die Verfügung. Распоредба. Zur Verfügung stehen. Стои на располагање. Genehmigen. Одобрува. Die Genehmigung. Дозвола. Eine Genehmigung erhalten. Добива дозвола. Bestrafen. Казнува. Die Strafe. Казна. Добиваме eine Strafe zahlen. Плаќа казна. Anzeigen plus die Anzeige. Добиваме eine Anzeige erstatten. Поднесува пријава. Петтиот тип. Arbeit oder Wirtschaft. Arbeiten. Die Arbeit. Eine Arbeit leisten. Врши работа. Verdienen. Das Verdienst. Geld verdienen. Заработува пари. Bestellen. Нарачува. Die Bestellung. Нарачка. Eine Bestellung aufgeben. Прави нарачка. Zahlen plus die Zahlung. Eine Zahlung leisten. Врши уплата. Vereinbaren. Договара. Der Vertrag. Договор. Einen Vertrag schließen. Склучува некој договор. Шест тип. Beziehungen oder Einfluss. Beeinflussen. Влијае. Der Einfluss. Влијание. Како Nomen für Verbindungen добиваме Einfluss nehmen или влијае. Kontaktieren. Der Kontakt. Kontakt aufnehmen. Стапува во контакт. Sich beziehen. Се однесува.
Die Beziehung, врска. Eine Beziehung führen, има врска. Spielen, die Rolle, улога. Eine Rolle spielen, игра некоја улога. Останати Nomen-Verb-Verbindungen кои често се користат во германскиот јазик се следните, ќе ги прочитаме во поголем број. Eine Meinung, äußern, изразува мислење. Einen Beitrag leisten, дава придонес. In Verbindung stehen, ова веќе го споменавме, е во контакт со. Eine Rolle spielen, исто ова го споменавме, игра улога. Aufmerksamkeit schenken, посветува внимание. Einen Vorschlag machen, дава предлог. Zur Kenntnis nehmen, запознава. Einen Fehler machen, прави грешка. Hilfe leisten, пружа помош. Zur Sprache bringen, изнесува на разговор. In Erfahrung bringen, добива информации. In Kauf nehmen, прифаќа ризик. Eine Lösung finden, наоѓа решение. Од десната страна ќе прочитаме останати. Unterstützung bieten, нуди поддршка. Verantwortung tragen, носи одговорност. Ein Gespräch führen, води разговор. Einen Eindruck machen, остава впечаток. Einen Einfluss ausüben, врши влијание. Interesse wecken, буди интерес. Zum Abschluss bringen, завршува. In Betracht ziehen, зема во предвид. In Anspruch nehmen, користи услуга или помош. Einfluss nehmen auf. Овде користиме и деллив глагол или влијае на. In der Lage sein, е во состојба. Verantwortung übernehmen, превзема одговорност. Eine Absicht haben, има намера. In Kontakt kommen, стапува во контакт. In Kontakt stehen, останува во контакт. Zum Ausdruck bringen, изразува мисла. Zum Ziel haben, има за цел. In Aussicht stellen, ветува. Zum Einsatz kommen, се употребува. Eine Wahl treffen, избира. Zum Stillstand kommen, запира. Zur Folge haben, има последица. Zum Ergebnis kommen, доаѓа до заклучок. Eine Rede halten, држи говор. Die Erlaubnis erteilen, дава дозвола. In Ordnung bringen, доведува во ред. In Schwierigkeiten geraten, западнува во тешкотии. Unter Druck stehen, е под притисок. Einen Rat geben, дава совет.
Eine Prüfung ablegen, полага испит. In Gang kommen, започнува. Zum Ende kommen, завршува. Einen Unterschied machen, прави разлика. Sich Mühe geben, се труди. In Vergessenheit geraten, се заборава. In Mode kommen, станува модерно. In Brand geraten, се запалува. In Brand setzen, запалува нешто. Zum Ziel führen, води до цел. Имаме уште неколку и привршуваме. Zur Verfügung haben, има на располагање. In Gefahr bringen, доведува до опасност. In Gefahr sein, е во опасност. In Betrieb nehmen, пушта во употреба. Euer Betrieb sein, не функционира. Ein Urteil fällen, донесува пресуда. Einen Hinweis geben, дава насока. Zur Welt kommen, се раѓа. Einen Kompromiss schließen, постигнува компромис. Тоа е тоа за денес. Сега да направиме мала вежба со примери. Прв пример. Sie stellte einen Antrag auf Urlaub. Таа поднесе барање за одмор. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ви стојам на располагање секогаш. Das Gesetz tritt morgen in Kraft. Законот стапува на сила утре. Следен пример. Lukas steht in Verbindung mit dem Kunden. Лукас стои во контакт со муштеријата. Wir trafen eine Vereinbarung über das Projekt. Ние склучваме договор за проектот. Diese Lösung kommt nicht in Betracht. Ова решение не доаѓа во предвид. Следен пример. Man muss die Risiken in Kauf nehmen. Треба да се прифаќаат ризиците. Erfahrung spielt eine wichtige Rolle. Искуството игра важна улога. Die Nachbarn leisteten sofort Hilfe. Соседите веднаш пружија помош. Man sollte mehr Aufmerksamkeit schenken. Треба повеќе да се посветува внимание. Ich werde in Erfahrung bringen, was passiert ist. Ке дознам што се случило. Die Krankheit steht mit Stress in Zusammenhang. Болеста е поврзана со стресот. Тоа беше се за денесниот видеочас. Се надевам дека ви помогнав подобро да ги разберете и запомните Nomen, Verb, Verbindungen. Ако ви се допадна видеото, не заборавајте да кликнете лайк, да се претплатите на каналот и да го вклучите звончето за да не пропуштите следните лекции. Пишете во коментар ако сакате уште примери или други теми од B2 ниво на германски. Ви благодарам што гледавте и се гледаме во следното видео.